главните наводи од нашата cost-benefit анализа беше дека придобивките на јавната стратегија за привлекување на странски директни инвестиции ги надминуваат трошоците, но тоа не означува дека стратегијата не се соочува со предизвици. Главните предизвици и нашата предпоставка беше дека овие фирми би останале повеќе од 10 години во земјата. Така што cost-benefit анализата би се променила ако тие фирми во голем дел и си излезат пред тие 10 години, како што стои во самата политика. Исто така предизвикот и наш главен фокус беше дека би требало да има поголемо насочување кон регионалната соработка со домашни фирми. Тоа значува дека би требало овие странски директни инвестиции да соработуваат во повеќе делови во домашните индустрии, со тоа што би дале поголем економски раст и развој на државата во Македонија. Други предизвици, што е еден од најглавниот предизвик, мислиме од оваа стратегија, е транспарентноста. Ние конкретно до сега уште не знаеме колку всушност државни пари се одделуваат за оваа јавна стратегија, иако имаме некои наоди колку се одделуваат, но тоа не означува дека тие се единствените. Така да би требало да има поголема транспарентност во однос на трошењето на државните пари за оваа стратегија. Додатно на тоа би требало да има поголема отчетност од самите државни институции кои се бават со оваа политика и би требало да има поголема јавна дебата и за тоа која би била насоката за оваа јавна политика во Македонија. Како го оценувате владиниот модел за привлекување на странски инвестиции, затоа што без разлика на сите овие наоди и насоки, владата ни се откажува во еден од начините решенијата за намалување на невработеноста, затоа што постапа и статистика покажува намалување на невработеноста. Точно, значи моделот не е некој новитетен и иновативен модел, со тоа што првото привлекување на странски директни инвестиции веќе е многу одамна. Еве, например, еден податок можам да го кажам, дека уште од 1930 година Америка е првата што создава, например, развојна зона. Така што моделот за привлекување на странски инвестиции во другите земји не е новитетен. А во нашата сфера, во Македонија, проблемот е во тоа што не знаеме колку е всушност таа временска рамка и колку би била долга таа политика за привлекување на странски директни инвестиции и дали има план за ремодификација на таа политика, дали би имале план да ги намалат тие трошоци на долгорочен рок. Исто така, пак би кажал, транспарентноста е главен. Да, субвенциите, исто одделување за уредување на ТИРС, на развојните зони, се, зашто всушност политиката на странски директни инвестиции всушност се вклучува трошоците за уредување и изградба на развојните зони и всушност нели промоцијата на Агенцијата на странски директни инвестиции и извоз. Предлога решението за подобрување на странските инвестиции? Поголема транспарентност, нормално, со тоа што би се издале скоро сите, например, трошоци со кои што се соочува државата, сите буџетски корисници кои што се вклучени во однос на стратегијата. Исто така би рекол да биде поголем фокусот кон мерџирање на домашни фирми со странски директни инвестиции, зашто уште не знаеме всушност каква е таа соработка на домашните фирми со странските директни инвестиции. Додатно на тоа би требало да има би требало на годишно ниво да се создаваат cost-benefit анализи, да се видат дали може со помалку трошоци да се добие истиот ефект или подобар ефект во привлекување на странските директни. Гледате ли некаков бенефит од странските? Да, значи според нашата cost-benefit анализа, значи се
придобивките на економијата во Македонија ги надвладува трошоците, но тоа, како што реков и првично, тоа се базира на предпоставка дека фирмите би останале повеќе од 10 години во државата и впрочем дека ќе ја зголемат соработката со домашните фирми. Значи, ако не го имаме тоа, нормално е дека ќе се промени и самата cost-benefit анализа или самите ефекти.